На почеток би сакал да ви поставам едно прашање, верувам лесно, од географија. Кој може да ми каже, кој прв ќе ми каже, бидејќи верувам сите знаете, каде се наоѓа островот кој што е наречен Огнена земја? Точно. Да. Значи, лесно прашање. Дали знаете како овој остров го добил тој назив? Илјада 519 или најверојатно, кога Магелан и неговите морнари, неколку брода, минувале низ тој теснец, за прв пат некој од Европа да минува од таму. Теснецот, значи, помеѓу островот и останатиот дел од континентот, бидејќи тогаш не постоеа ни Аргентина, ни Чиле, ни сите тие други подоцнежни држави. Забележал како на островот индијанците или домородците палат огнови. Многу огнови забележал. Толку многу огнови како целиот остров да бил запален. И го нарекол Огнена земја. Да. Од него потекнува и името на Пацифичкиот океан, затоа што тогаш кога тој минувал низ него, не дека е секогаш таков, сите тие месеци додека минувал низ тој најголем океан, се погодило толку убаво време, што постојано бил мирен. Да, во однос на бурите на Атлантикот и го нарекол мирниот или Пацифичкиот океан. Меѓутоа, денес, во ова последно време, ненормално време, во кое што живееме, кај што многу работи се наопаку, кај што многу работи се измешани, испревртени, кај што многу што е вон поредок, вон колосек, ништо чудно, живееме во апокалиптичната деценија. Живееме во времето непосредно пред завршните настани, пред жигот на зверот. Затоа не е чудно и содомизираната Европска Унија да почнува да пати и да боледува од американски болести. Пример, торнадо ова лето во Милано. Сте чуле за торнада во Европа порано? Јас не сум чул, вие? Ова лето гореа многу земји. Да се вратам на омилената моја тема од летово, вечниот оган. Единствената цензурирана од YouTube. Грција може да се нарече Огнена земја. Калифорнија исто така сега по традиција Огнена земја. Не знам во Орегон како сте, кај вас Митко таму. Таму сте по-мили сте на Господа таму, нели? Се уште имате поголема милост и благодат. Канада, Огнена земја. И како се наближува времето, еден ден, последниот голем ден од овој свет, целата планета ќе биде што? Огнена земја. И судниот ден, целата планета, се што е надвор од зидовите на Новиот Ерусалим, откако ќе биде спуштен на земјата, ќе биде огнена земја.
Како што се предвидуваше, после летниве пожари и огнови, на многу места има и поплави. И оган, и вода. Но денес не сакам да зборувам за уништувањата, што ги носат со себе и огнот, и водата. Водата и поплавите не подсетуваат на потопот, првото средство со кое што Господ еднаш го уништи тогашниот свет, а огновите и пожарите на, како што реков, следното големо уништување на судниот ден, кога Господ ќе дојде. Апостол Петар, да се подсетиме, во контроверзниот текст од своето прво послание, каде што зборуваше за духовите во затвор, направи една паралела помеѓу потопот, потопската вода и крштевањето. Крштевањето со вода. Да се подсетиме на тоа малку. Како тој тоа го изрази во своето прво послание, 3 глава. Дваесет и првиот стих. Прво во 20-тиот вели, значи, духовите кои некојаш не се покорија, кога Божијата долготрпеливост ги очекуваше во времето на Ное, при правењето на ковчегот, во кој малкумина, односно 8 души, се спасија, како завршува стихот во вашите Библии, преку вода. Така пише. 8 души во ковчегот, има некои преводи велат, се спасија од водата. Се спасија преку вода или со водата се спасија. Или може да се преведе, не знам дали постои таков превод, низ вода. Дали Ној и неговото семејство поминале низ вода? Преку вода? Преку вода сигурно. Значи, замислете, што сака да каже апостол Петар? И сега 21 стих. Образецот на таа вода. Која вода? За која вода зборуваше претходно? За потопската вода. Образецот на таа вода, крштавањето. Значи, потопот, иако символ за уништување, Петар не го гледа како такво нешто, како уништување, туку како средство за спасение. Но спасение за кого? Само за оние што поверувале. Само за тие 8 души што беа во ковчегот. Крштевањето, но не отстранувањето на телесната нечистотија, се разбира, ниту Ној и неговото семејство не се бањале во потопот, туку ветувањето на Бога, добра совест, не спасува сега и нас преку воскресението на Исус Христос. Потопската вода било средство за спасение. Ное и неговото семејство, а бидејќи се тие предците на сето човештво, значи целото човештво беше крстено. Грешното човештво од пред потопот беше крстено и планетата беше крстена во потопската вода, за да по потопот започне нов живот, новиот свет, новото човештво. Сега што ќе биде огнот на крајот од овој свет, кој што започна после потопот. И денес, безмалку, го достигна истото дередже, како и пред потопот. Дали и огнот, кој што е средство за уништување,
Дари и оној оган што апостол Јуда го нарече вечен оган, со кој беа уништени Содом и Гомор, може да го гледаме огнот како средство за спасение, за нечие спасение. Дали и огнот, кој што е средство за уништување, можеме да го гледаме како спасение. Имаме примери? Добро, нема да го прашаме брат Данило на кои примери мисли. Но ја ќе ве повикам да отвориме во првото послание до Коринтијаните, каде што ќе прочитаме еден интересен текст. Со оваа тема ќе се занимаваме и следната сабота навечер, ако даде Господ живот и здравие. Прво послание до Коринтијаните, 3 глава. Ќе прочитаме едни познати Павлови зборови, но фокусот на вниманието ќе биде на крајот од текстот. Ќе почнеме да читаме од 10 стих, па надолу. 1 Коринтијаните 3 глава, од 10 стих па надолу. Според Божјата благодат, што ми е дадена, јас како мудар градител поставив темел, а друг надзидува. Само секој нека пази како надзидува. Зашто никој не може да постави друга основа, освен положената, а таа е Исус Христос. И понатаму, ако некој дзида врста основа со злато, сребро, драгоцени камења, дрва, сено или слама. Сте виделе вакви градби во животот? Сте виделе градба од злато? Ама не си ја видела се уште. Тука на земјата сте виделе златни згради, златна куќа, златна палата. Од сребро сме виделе такво нешто? Постои такво нешто? Драгоцени камења? Замислите да постои во Скопје куќа со драгоцени камења. Колку долго ќе постои? Сега, а сте виделе куќи од дрва? Од сено? Од слама? Со калда? И секакви други материјали кои што тука не се споменати. Но што вели 13 стих? Сечие дело. Значи апостол Павле вели дека сите ние, верниците, нашето спасение го дзидаме, само сите дзидаме со различен материјал. Така. Така вели. Значи, некој е спореден со злато, со сребро, драгоцени камења, дрва, сено или слама. Сечие дело ќе се покаже јасно. Судниот ден ќе го покаже. Што ќе покаже судниот ден? Зашто преку оган ќе се открие и огнот ќе испита. Што? Какво е делото на секого? Дали јас можам да кажам денес, не знам дали за себе би можел да кажам, а камо ли за другите. Кој верник е жито, а кој верник е троскот. Како?
Може? Не. Дали може да кажеме кој е злато? Иако тоа често се користи денес. Злато. Дали можеме да кажеме кој во Божии очи е злато, сребро, драгоцен камен, а кој е дрво, сено, слама, керпич? Не можеме. Зошто? Бидејќи ние не можеме да судиме. Ние не можеме да знаеме и ние не можеме да судиме. Но судниот ден ќе покаже кој е што. Кој бил жито, а кој бил какол. И судниот ден, според Павле, ќе покаже кој бил злато, сребро, драгоцен камен, дрво, сено или слама. Како ќе покаже? Со оган. Кога се сите ученици или сите студенти пред испитот, на клупите, да речеме на првиот испит, или првиот колоквиум, најсефте, кога и самите наставници и професори не ги познаваат се уште учениците. Може пред тоа да кажеме кој од овие е одличен, кој од овие е многу добар, кој од овие е слаб ученик. Однапред, може и самиот професор да кажува однапред, уште пред првиот испит, кој од студентите е каков? Не може. Но што е тоа што покажува кои сме и какви сме? Што е тоа што покажува, што открива? Тестот, испитот, пробата. Кој друг збор? Искушение. Искушение. Знаете што значи зборот искушение? Така етимолошки. Што значи да бидеш искушан? Тестиран. Испитан, испробан, ставен на проба, за да се види што? Дали издржуваш? Дали остануваш тврд, цврст? Единственото што може да не испита и да покаже какви сме, но не само тоа, е огнот, пробата, испитот, искушението. Зашто Господ дозволува искушение на нас? Дори големи искушенија, болести. Јас да ви кажам, до оваа 23 година, јас не знаев што е тоа главоболка. Цел живот. Посеќавам татко ми, одамна ме боли главата. Еден куп луѓе, леле, ме боли главата, дај ми апче за глава, дај ми. Јас не знаев што е тоа. Ја не знаев како е тоа да те боли глава, какво е тоа чувство, не знаев. До оваа година. Зошто Господ дозволува искушенија? Дали е затоа што е садист, што ужива така да се мачиме? Да продолжам. Значи, сечие дело ќе се покаже, ќе биде испитано, огнот ќе го испита,
и се 14 стих, тука застанавме. И ако делото на оној што зидал остане, тој ќе прими награда. А оној чие дело ќе изгори, тој ќе биде оштетен. Но сега внимавајте што вели. А самиот ќе се спаси, но како низ оган. Сте го знаеле порано овој стих? Што сака да каже тука апостол Павле? Значи, замислите, сите ние зидаме различно. Различно го градиме нашето спасение. Некој чита повеќе, некој помалку. Божја реч се разбира. Не глупости. Некој се моли повеќе, некој помалку. За жал, повеќето од нас се молиме тогаш кога ни е тешко. Кога сме на мака, на испит, во болка, искушенија. Некои се молат постојано, како што вели апостол Павле. И кога се срекни, и кога се радосни, и кога летаат во облаци, а и тогаш кога им е тешко, на мака, во болест. Сите ние различно зидаме. Но доаѓа денот, доаѓа огнот, кој што ќе испита какво е делото на секого. И сега, кога стигнавме ке 15-тиот стих, значи, предходниот вели оно што чие дело ќе остане после испитот, после огнот, тој ќе прими награда. И се очекувавме, а оној пак чие дело ќе изгори, очекувавме да каже тој ќе биде казнет, нели? Тој самиот исто така ќе изгори, ќе биде погубен, ќе загуби душа, вечен живот и така натаму. Но не. Тука Павле ја завршува оваа мисла малку чудно. Неговото дело ќе изгори, тој ќе биде оштетен, а самиот ќе се спаси, но како низ оган. Се разбира, апостол Павле не сака да каже дека сите верници или сите луѓе во светот ќе се спасат, вака или онака. Тоа е познатата ерес на Ориген, уште од 3 век. Но што значи ова ќе се спаси, некој ќе се спаси, но како низ оган? Познавате ваков случај? Кој? Соломон. Седрах, Месах и Авденаго. Доживеале некоја штета? Што беа Седрах, Месах и Авденаго во огнот? Диамант или злато? Да се подсетиме на едни други текстови. Попознатиот Откровение, 3 глава, Лаодикејската порака. Да не го читам целата порака. 18 стих. Ти советувам да купиш од мене, вели Исус, што? Лаодикејцу и Лаодикејко. Те советувам да си купиш од мене што? Злато. Со што ќе го купиш златото? Со ова ѓубре наречено денари? Евра? Долари? Со што ќе купиш злато?
Какво злато ти нуди Исус? Низ оган пречистено. Сега ние, како и за многу други работи, и од земјоделието, и од сточарството, ние премногу модерниве генерации. На самиот крај на историјата живееме, што да правиме? Премногу сме модерни. Никој не може да биде по-модерен од нас. Ние сме последната генерација. Ние многу и не знаеме од искуство што значи ова злато низ оган пречистено. Сте виделе во животот вакво нешто? Барем на телевизија, некој документарец може. Зошто златото го ставаат на оган или го ставале? Ако се уште постои таква професија. Од што се чисти златото? И не само златото, многу метали, други метали. Така. За да добиеш чисто злато, што треба? Да се претопи оган. Според тоа, драги брате и драга сестро, ако доживуваш неволи, маки, болки, таги, искушенија, разбери, Господ те прочистува низ оган. Зошто? Затоа што не е битно како те гледа братот или сестрата, проповедникот, комшијата, овој или оној. Господ те гледа тебе како што? Како злато. Господ те гледа како злато. Господ те третира како злато. И што сака да направи Господ со своето злато? Да го прочисти, за да биде уште повредно и уште почисто и уште посјајно. Што? Злато. Сега, ако повеќе ви се свиѓа среброто, ако повеќе ви се свиѓа диамантот, може да се споредите со тоа. Но верувам, никој од вас не сака да се спореди со дрво, сено или слама. Има една мисла од Елена Вајт, која што вели дека мнозина, мислам дека вели мнозина, ако добро се сеќавам, за кои што сме мислеле дека се, например, силни верници, цврсти верници, големи верници, постои тој израз во светот. На крај ќе се покаже дека биле метал од низок квалитет или ниско вреден метал. Не знам дали сте го прочитале, ја многу го парафразирав овој цитат. Но питното е ова, што е тоа што ќе покаже? Какви сме? Огнот, искушението, маката, неволјата, испитот, тестот, пробата. Но Седрах, Мисах и Авденаго не се пример на овој што ќе се спаси, ќе претрпи штета, бидејќи дзидал со дрво, сено и слама, а ќе се спаси како низ оган. Седрах, Мисах и Авденаго се пример на злато. Дали Седрах, Мисах и Авденаго претрпеле штета од огнот? Не. Кога излегле, смислите, вавилонските војници, стражари, полицајци, како сакате, оние што ги фрлаа во печката, тие изгореа, толку бил силен огнот. Но кога овие тројца младичи излегоа, како вели, не ни мириса на оган. Влакно од главата дали им фалеше.
Дали влакно од било каде од телото им изгоре? Не. Тие не се таков пример. Но ајде, кажете ми прв пример што ви доаѓа на ум, некој што многу скоро го зборевме, минатиот месец. Захарија 3 глава? За првосвещеникот. А тоа беше со... Да, меѓутоа, тоа е изразот гламија извадена од оган, добро. И мислам дека тие држаше пред мене таа проповед, па после ја во следната, во вечниот оган ги го споменав како пример. Јов, да, Јов е пример на човек кој што минал низ неволјата, но претрпел штета. Но не е баш соодветен пример, затоа што оно што му се случило на Јов е нешто што не било последица на неговата вера. Да, што беше нивниот оган, нивната страст, желите. Јона, што, претрпа некоја штета, Јона? После претрпа тиквата, која си исуше. Идната штета. Зошто не ви текнува првиот и најсоодветниот пример? Кој? Јов го спомнавме, да? Лот. Так. Лот. Лот претрпе штета? Да. 2 ќерки со сезетовци и веројатно деца, значи внуци и внуки, изгореа во Содом. 2 немажени се спасија, ама како се спасија? Самиот Лот се спаси, ама како се спаси? И без жената остана. Во што се состои, што е причина за штетата што ја претрпе Лот? И ова е прашањето за кое што сакам да размислуваме денес, бидејќи денес, во зависност од тоа како дзидаме, дали сме мудри градители на своето спасение или на своите блиски, сакани, семејства, дали, во зависност од тоа како дзидаме, дали ќе се спасиме без голема штета, без никаква штета? Дај Боже се спасиме па било како, ќе речеме. Но, не е сеедно како. Или ќе се спасиме како низ оган, со многу штета, патем речено. Замислите, многу е лесно во нашата грешна природа да го обвиниме Бога, или не мора дури да го споменуваме. Едноставно да речеме дека ако мене ми се случило, не е фер вакво нешто. Ние често пати се однесуваме како да нас лично мора све убави работи да ни се случуваат. Ама рековме, ако така сакаме, тогаш не сме злато. Ако пак Господ не третира поинаку, значи сме злато. И сака да бидеме прочистени. Да се подсетиме. Ја не би сакал мене да ми се случи вакво нешто. Верувам ниту еден од вас. Мојсей. Арон изгуби 2 синови. Од Божиот оган. Значи внуци Мојсееви. Сакате да ви се случи вакво нешто? Не дај Боже.
Сакаме да бидат спасени нашите внуци и внуки. Дори ако не се сега во црква, особено ако не се. Или се било каде. Синови, ќерки. Прашање за размислување. Да не го забораваме цитатот од Малахија уште еднаш. Да отвориме во Малахија еден текст што исто така неодамна го цитирав. Книга на пророкот Малахија. Што ќе направи Господ при своето доаѓање? 3 глава, ја го читав првиот стих тогаш, како Господ ненадејно ќе дојде и ќе се појави во неговиот храм, што се исполни при првото негово доаѓање во Израел. И сега вториот стих. Но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе издржи кога ќе се појави тој? Ова повеќе се однесува на второто доаѓање Христово. Зашто тој е како оган што растопува и пепелница што чисти, па ќе седне тој како пречистувач на сребро и ќе ги очисти синовите на Леви и ќе ги претопи како злато и како сребро, за да му принесат жртва со правда. И убав и 4 стих. Тогаш ќе му биде мила на Господ жртвата Јудина и на Ерусалим како во старите времења и како во поранешните години. Кога? Кога свештенството ќе биде прочистено со оган. Ќе биде испитано со оган. И кој ќе остане? Кои ќе бидат свештеници? На крајот, брат Зоран, во небесниот храм, кои ќе бидат свештеници? Твојата омилена тема. Оние што ќе останат, тие ќе бидат вечни свештеници и цареви и свештеници се наречени во Откровението. Сега би сакал да ја отворам големата борба. Денес најверојатно нема да завршам. Но ќе продолжам, како што реков, следната сабота. Во првата глава од големата борба се зборува за која тема? Разорнувањето на Ерусалим носи наслов целата глава, се разбира и на храмот. Тоа беше огромна катастрофа за еврејскиот народ, чии детали, верувам, ви се познати, да не ги повторуваме. Но би сакал да се подсетиме на еден битен деталј, не само на еден, но за почеток, средниот пасус од 26-та страница во нашиот превод. При обсадата на Ерусалим, а тука загинале над 1.000.000 евреи, не загинал ниту еден христијанин. Која статистика? Над 1.000.000 евреи, жени, деца, мажи, старци, кој од глад, кој од меч, многу бебиња варени од своите родители за да ги јадат. Младоженци, невести, старо младо и ниту еден христијанин. Каква е оваа статистика? Зошто ниту еден христијанин не загинал при обсадата на Ерусалим? Затоа што кога се случила ова катастрофа, вонатре во Ерусалим немало ниту еден христијанин.
Исус ги предупредил своите ученици и сите што верувале, внимавале на ветениот знак. Кој беше тој? Кога ќе го видите Ерусалим опколен од војски, Лука 21 глава 20 и 21 стих, рекол Исус, знаете дека е близко неговото запустување. Колку било близко, однапред, дали знали однапред колку е тоа близко? Денес е празникот на трубите, првиот ден од седмиот месец, или еврејската Рош Хашана, нова година. Значи, по 2 седмици, таа сабота на 7 октомври, на 30 септември прво, ќе бидат сеници, првата сабота од сеници, а на 7 октомври последната сабота од празникот сеници. На празникот сеници, како што говорев пред 3 години на таа тема, 2 саботи поред, евреите прв пат ја доживеале римската опсада, кога и христијаните биле внатре, во градот. Но тогаш евреите ја победија римската војска. И после таа победа беа исполнети со уште поголема гордост, самоувереност, тврдоглавост, непокаяние и едноставно убедување дека ќе победат и ќе можат со своји сили да се ослободат од Рим. Но христијаните како ја сватиле таа победа? Како знак за напуштање на градот. Дали и тие однапред знаеле кога? Не. Значи, од 1066 до пролета 70-та, значи, беа де факто 3,5 години, по 3,5 години се случила опсадата, но однапред не го знае. Како што и ние денес. Дали знаеме однапред кога ќе биде Христовото доаѓање? Кога ќе биде жигот на зверот? Кога ќе биде ова или она? Крајот на времето на милоста? Дали тоа го знаеме однапред? Кога ќе ги укинат парите? Дали сме спремни? Тоа е. И стварно му ја мислиме. Ние што имаме пари, му ја мислиме. Кој има повеќе му ја мисли. Имате пари во банка? А до кога ќе доаѓаат? Знаеме однапред? Да прочитам уште еден цитат. Дваесет и втора страница, малку поназад, првиот пасус. Исус им открил на учениците што го слушале какви судови ќе го стигнат од падничкиот Израел. А отпаднато во христијанство какви судови? Знаеме. И тоа е напишено. И веќе почнало да се случува. Особено каква казна ќе ги снајде поради отфрлањето и распнувањето на Месија. Крајот ќе биде означен со непогрешливи знаци. Ужасниот миг ќе настапи од ненадеж и набргу е тој збор ненадејно. Од ненадеж. Господ ќе ни изненади. Од нас зависи дали тоа ќе биде пријатно изненадување или катастрофа. Но Исус доаѓа како крадец. Последните настани ќе бидат брзи. Исус ќе не изненади. Ќе бидеме затекнати, како што зборував за Христовото изненадување, така беше насловена таа проповед летоска.
Спасителот ги предупредил своите следбеници. И сега познатите зборови, и Матеј 24, и Лука 21. Па така, штом го видите гнасниот пустошник како стои на светото место, за кој зборува пророкот Даниел, кој чита нека разбере, или мерзоста на запустението во други преводи, тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат по планините. А што друго кажа Исус, се сеќавате? Што да прават? Значи, замислите, ако некој се наоѓа на покрив, тоа Исус го вели. Да отвориме да ги читаме тие зборови? Или ги знаете? Зошто да не се симне? Што значи тоа како прво? Па што треба да прави, ако нема време да се симне, да помине низ својата покукнина? Значи, тој се наоѓа на покрив. Видите како Елена Вајд зборува за ова. Кога идолопоклоничките знамења на римјаните ќе бидат истакнати на светото земјиште, што се простира неколку стотици метри надвор од зидовите на Ерусалим, тогаш Христовите следбеници треба да го напуштат градот. Кога ќе го забележат знакот што предупредува, тогаш оние што сакаат да се спасат, не требало повеќе да се колебаат. А значи, што правеле до тогаш? Го чекале знакот. Меѓутоа, видите, тука се крие една друга мисла меѓу редови. Замислете, христијаните што живееле во Ерусалим, и тоа не било каде во Јудеја, иако кога ќе го видат знакот од цела Јудеја треба да ја напуштат. Замислете, некој да ви рече, треба цела Македонија да ја напуштите. Значи, не само Скопје. Ако ти однапред знаеш дека Ерусалим ќе биде уништен, самиот Господ ти даде знак, тогаш колку е паметно, уште пред знакот, уште многу години пред знакот, што е попаметно? Да продолжиш да живееш во Ерусалим, да го чекаш знакот. Или да го напуштиш уште многу порано. Кога ќе претрпиш помала штета? Уште порано. Што правиме ние денес сега? Чекаме неделен закон? За да го напуштиме Скопје? А што е попаметно? Кај да одиме, да. Па сега што правиме? Кој ќе нема пензија, што ќе правиш? Има еден српски не е ни свештеник, сега Рашчинете, затоа што е независен и многу лае против својата патријашија и против власта. Тој вели, можеш и у Београду и на 11-том спкату, али можеш и ако имаш благодат. Ако си посебно мил на Бога, можеш и на 11-ти спрат, среде Скопје, и кога ќе нема пари, и кога нема да можеш да купуиш, и кога ќе нема да можеш да продадеш, ама ако Господ те милува, може и гаврни да ти носат храна преку прозор, може и секој сабајле на паркот што го многу често го уредува и го коси еден сосед мој албанец, што живее сега на приземје. Може и таму секој сабајле да има мана за јадење. Меѓутоа, немаме гаранција за такво нешто. И што е попаметно за нас денес? Кога ќе претрпиме помала, а кога ќе претрпиме поголема штета? Прашање за размислување. Да го довршам цитатот.
во цела Јудеја и во Ерусалим морале да го искористат знакот за бегство. Значи, оние кои што го чекале знакот, кога ќе го видат, не требало повеќе да се колебаат, што значи дека дотогаш, што? Се колебале. И ние денес што правиме? Се колебаме. Треба да го напуштиме градот? Треба. Од кога велиме? Пред повеќе од 20 години. Барем ја така се сеќавам. Зошто до сега не сме го направили? Некои од нас го направиле тоа. Да. Се подготвиле. Некои се уште се подготвуваат, некои се уште не почнале да се подготвуваат. Значи, мнозина се колебаме. Од икс причини. Но кога ќе претрпиме помала, кога ќе претрпиме поголема штета. Можеме да се спасиме и вака и онака, но не со иста штета. Не со иста цена. Зошто Лотовото семејство беше толку десеткувано, осакатено? Дури и керките што се спасија, расипани. За да воопшто ти текне таква работа, да легнеме со татка си, за да му обезбедиме потомство. На која керка и текнува такво нешто? Дури и денес, во овој најрасипан век. Значи, Лот, со тоа што сакал да живее во Содом, решил да живее во Содом, толку се врзал за Содом, што дури и кога бегал, што замолил? Господи, дај сега кај по планина, по пещера, сега, дај ако може во овој помалиот град. Тој е помал. Помал е овој град. Не е баш голем како Содом. Не е како Гомор. Овој Сигор е помалиот. Штип, да речем, или Пребек таму кај вас. Проби Штип нека ви. Толку бил врзан за градот, што и кога бегал, ги молил ангелите, ако може во помалиот град, сега, одма од станов сега, одма во пештерата. Голем стрес е така. Таму нема ни кревет, нема ни ништо. Нема ни кебе да, ни душек да ставиш. Треба врз треват, врз земја, врз голи камења. Оние што би работеле на поле или на лозие, не смеат да се задржуваат и да се враќаат да ја земат горната облека што ја соблекле од себе, додека работеле на дневните горештини. Не смеат да се колебаат ниту еден миг, за да не ги зафати сеопштото уништување. Кога Лот бегал со своето половина семејство, кој се колебал, дури и надвор од Содом, некој се колебаше. Неговата жена се колебаше. Че веќе бегаат, веќе се надвор, но се колеба. И Господ во својот пророчки говор не предупреди сите генерации христијани од апостолите до денес. Сетете се на Лотовата жена. Зошто Исус сака да се сеќаваме на Лотовата жена? Да не се колебаме. Они што се наоѓал на покривот. Знаете, има еден убав пример. Бидејќи сега сте повеќе тука. Не знам следната сабота, особено навечер, колку имена ќе бидете. Сакам да ви кажам еден убав пример. И во адвентистичката историја Господ дозволи два големи пожари. Значи, Содомската црква изгоре во Масачусетс летово, слава на Бога, но без ниту една жртва човечка. Зошто?
бидејќи тоа е предупредување. Тешко ако предупредувањето не биде прифатено. Тешко тогаш кога Божите казни ќе се излеваат врз сите цркви, но без милост. Најголемата адвентистичка издавачка куќа во Батл Крик, Мичиган и болницата на доктор Келог изгореа до темел. Постојат сведоштва од пожарникарите, кои што еден од нив тврди, тоа е запишено во хрониките на Елена Вајт, една компилација што се вика Последните години неизини во Елмсхейвен. Наводно пожарникарите што го гаселе пожарот, изјавувале вакво нешто. Многу се чудни бе овие ваши адвентистички огнови. Колку повеќе тураме вода, тие огнот уште повеќе се распламтува. Господ сакал да биде уништена таа болница. Господ сакал да биде уништена подоцна печатницата. Затоа што почнала да печати и световна литература, почнала да печати и еретичка литература, самата книга на Келог беше таква. Кога Господ сака да уништи нешто, има ли куртуло тоа? Може ли НАТО да те спаси? Може ли Мосад да те спаси? Може ли Путин да те спаси? Кога гореше болницата, прво изгоре болницата, после печатницата, мислам беше 1904 година, ако не се лажам, или дали беше и трета, првото, заборавив. Остарев и ја заборавам веќе. Се зборува дека сите пациенти беа спасени, сите што беа во болницата, беа на време евакуирани. Пазите, Божја милост, голема Божја казна за Келога и неговиот отпад, но и истовремено и голема Божја милост. Значи, предупредување. Имало само една жртва. Само еден над 80 години стар пациент, значи по сите критериуми, и тогашни и денешни, старец, ретко кој денес достигнува таква возраст. Но знаете ли зошто? Зошто тој изгоре? Дали го знаете овој пример? Дали се сеќавате? И тој, и жена му, и ќерка му биле благовремено изнесени од болницата, но старецов му текна дека во собата заборавил една чанта негова, кај што му беа парите. И едно време го снема, го бара, каде отиде, каде замина. И за жал, на крајот изгоре да го најдоа неговото јагленисано тело. Таму, од каде што бил своевремено и благовремено и тој изваден, но се вратил по парите. Видите како, зошто се битни овие Христови предупредувања, не се хипербола, не се претерување, литературно претерување. Тој што бил на покривот на својата куќа во Јерусалим, бидејќи тогаш биле градбите збиени една до друга, како и многу денешни градови. Мислам и во Солун имате населби такви. Можеш да од кров, од покрив на покрив, од зграда на зграда можеш да бегаш. Да трчаш од зграда на зграда по покрив и така да стигнеш до зидот на градот и после зидот да се спуштиш некако од зидот и да избегаш.
Значи, а зашто да не се вратиш низ дома? Па да се искочиш преку улица, преку твојата врата. Секогаш има нешто дома, што ќе ти го привлече вниманието. Ова да го земам, уште ова да го земам, уште. И ќе останеш. Лотовата жена дури бегаше. Веќе беше надвор од градот. Но се уште се колебаше. Нека Господ ни помогне овие негови предупредувања да ги сватиме сериозно и да разбереме во нашата денешна ситуација на што може да ги примениме, што е тоа што се уште не држи овдека и не врзува, а што би можело во ден на неволја да ни биде фатално. Фатална врска. Нека му е фала и слава вечно. Амин.